Долго време ние сме мислеле дека сме во центар на универзумот. Тоа се нарекуваше геоцентричниот модел. И донекаде имаше смисол затоа што нашата гледна точка овде долу се чини дека Сонцето, Месечината и другите планети што можеме да ги видиме орбитираат околу планетата Земја. Дури при крајот на 16 век геоцентричниот модел постепено бил заменет со хелиоцентричниот модел, каде што Сонцето е во центарот, а Земјата е сушност една од многуте планети кои се вртат околу него. Планетата Земја е единствената планета чие име не е потекнува од римски или грчки богови или божици. Англиското име Earth доаѓа од старогерманските зборови Ерта или Ерт. Додека името е секако различно во сите држави, тоа што е заедничко е тоа што секој име значи или потекнува од збор што значи земја или почва. Например, во Шведска името на планетата Земја е Јуден, а името за почва е Јуд. Латинските имиња Тера и Телус исто така може да бидат употребени како синоними. Сите знаеме дека еден ден на Земјата трае 24 часа. Причината за постоењето на ден и ноќ е тоа што планетата Земја ротира во својата замислена оска додека орбитира околу Сонцето. Но кога ќе се направат пресметки, излегува дека времето потребно на Земјата да направи една цела револуција е 23 часа, 56 минути и 4 секунди. Ова се нарекува сидеријален ден и всуштост не е начинот на кој ние го сметаме денот. Тоа е така затоа што во единицата мерка ден мора да биде вклучен и орбитата околу Сонцето. Ајде да ја земеме оваа точка во планетата. Сега да го симулираме поминувањето на денот со тоа што ќе ротираме планетата. Штом точката повторно ќе стигне на истата позиција, тоа значи дека поминал еден сидерален ден од 23 часа 56 минути 4 секунди. Она што прави нашиот соларен ден да трае точно 24 часа е локацијата на оваа точка во однос на Сонцето. Додека Земјата направи целосна ротација, таа исто така малку се помрдна во својата орбита околу Сонцето. Па затоа Земјата треба да ротира малку повеќе за оваа точка повторно да гледа кон Сонцето како на почетокот. Течната вода е најважниот дел за животот на планетата Земја, но сепак потекот на водата останува нејасно. Со други зборови, зошто на нашата планета има многу повеќе вода споредено со скоро секое друго тело во нашиот сончев систем. Велам скоро секој тело затоа што еден од сателитите на Јупитер, наречен Европа, може би содржи 2 пати повеќе течна вода од таа што има на Земјата. Иако е помало нашата месечина, тој суперповршински океан е скриен под дебел слој на мраз и потенцијално може да содржи живот. Скоро сите знаеме дека Монте Еверест е највисоката точка на планетата. Тоа всушност и не е баш така. Таа е највисоката планина во однос на надморската висина. Највисоката точка на Земјата со најголема дистанца од центарот на врвот, односно со најмалку растојание до Вселената, е врвот Чимбурацо. Ова е така затоа што Земјата не е перфектна сфера, туку е нешто што се вика сфероид. Ова значи дека Земјата е всушност поширока кај екваторот. И затоа што планета Чимбуразо се наоѓа многу блиску до екваторот, таа за малку го надвишува Монте Еверест.